во рамки на Скопско лето од 9 до 17 јули во соработка со Кинотека на Македонија ќе има репертуарно кој што ќе биде посветена на македонската филмска уметност, односно ќе се прикажуваат македонски филмови, акцентот ќе биде ставен на македонските филмови, кои се филмови ќе можат да се погледнат во споменатиот период, ќе дознаеме во продолжение од разговорот со Дамјана Патчева, виш филмолог во Кинотека на Македонија. Дамјана, добро утро. Добро утро. Добро утро на се. Кои се македонски филмови, еве на почеток да откриеме, ќе бидат прикажани во рамки на Кинотека на Скопско лето, од колку часот ќе бидат проекциите, кои се еве насловите кои што се очекува да привлечат најголемо внимание кај публиката? Кинотеката на Македонија во оваа јубилејна година од 50 години Кинотеката започна со една иницијатива на прикажување на македонски филмови во текот на целата оваа година, но во месецов јули заедно во соработка со Скопско лето ставаме акцент на повеќе значајни македонски филмови во јули. Особено тука можам да ги истакнам омажите на Горан Стефановски, со кој филмот Добалчек, по чиј сценарио е работен филмот, се отвори оваа јули филмска програма и ќе биде прикажан и филмот Hi-Fi на 11 јули. И искрено ги поканувам гледачите да го погледнат филмот Hi-Fi, кој бидејќи е еден од реставрираните филмови на Кинотеката и може да се погледне дури во летното кино надвор во дворот на Кинотеката. Исто така во овој месец јули имаме една специјална едновечерна проекција на филмовите на Стефан Сидовски, познатиот професор и теоретичар и филозоф, кој би можело да привлече големо внимание затоа што станува збор за омилен автор и меѓу помладите генерации, оние на кои ги предводел претходно. Тука ќе може да се погледне и студентскиот филм на Тамара Котевска, Сидо, кој е работен за Стефан Сидовски. Исто така во текот на месецот јули ќе бидат прикажани повеќе македонски филмови. Филмови на Милчо Манчевски, македонскиот дел од Пеколо, Најдолгиот пат, сето она што можеби е невредното македонско филмско богатство. Класици. И филмски класици, но и понови филмови. Тука може да се погледне и Барајќа среќата на Марија Џиџева, Happiness ефектот на среќата, помладите автори, така да помладите автори, да. Меѓутоа ќе има понуда од различен карактер и за секој вкус. Така, навистина богата понуда, акцентот се става на македонската филмска уметност. Колку ваквите проекции предонесуваат повторно македонските филмови, еве и оние класици, но и поновите, да стигнат до пошироката публика, особено би рекол до помладите генерации? Секоја проекција која организира Кинотеката на Македонија се трудиме да биде интересна за посетителите и за најмладите. Филмските класици често се одменувани, можеби, затоа што помладите генерации сакаат повеќе блокбастери и интересни спектакли. Меѓутоа, класиците редефинирани или ставени во една нова перспектива, во еден сетинг кој што е надворешното летно кино во Кинотеката, дава една ново доживување. Значи, киното повеќе не е само прикажување на филмови, туку е нешто повеќе интересно, некое доживување. Киното на отворено е секојаш интересно за сите, дава поинаква слобода, друга енергија и секако ги поканувам сите кои сакаат да погледнат еден филм на отворено да дојдат. Рековте веќе дека не само јули, туку цела година ќе има македонски филмови, ова значи дека и од август понатаму ќе продолжат проекциите, што се ќе може да се види понатаму? Во понатамошните месеци ние ќе понудиме се уште македонски филмови. Имаме архива која е богата со филмски материјали и филмови кои можеби ретко се прикажувани и сега ќе имаме можност да ги прикажеме во часови кога ќе бидат достапни дури можеби за најмладите во викендите и слично. Секако програмата се прави заедно и тимски со филмската одделот за филмска програма во Кинотеката, одделението. Не би можела да кажам што би имало понатаму, меѓутоа ние секој се трудиме да понудиме и европски филмови.
Европските филмови не се занемарувани, меѓутоа како во недостаток на арт кино во земјава или друга киносала, се трудиме да им дадеме една перспектива на европскиот филм во кинотеката, бидејќи сме забележале дека сите кои доаѓаат ги бараат овие филмови кои нели учествуваат на поголемите европски филмски фестивали. Така. Ја ви благодарам многу за овој разговор. Нема проблем. Секако ми беше мило. Така, исто. Со Дамјана Патчева, виш филмолог во кинотека, зборувавме, односно акцентот го ставивме на тоа кои филмови во наредниот период ќе можат да се погледнат со акцент, како што веќе реков, на македонската филмска уметност.